Колега Зандели, можеме да констатираме дека навремено напуштивте бродот кој што тоне, но во овој политички пазар за крпење на мнозинството влетува друг коалиционен партнер, кој што во дадениот момент разговараме за министер за здравство од редовите на досеганите коалициони партнери на СДСМ и ДУИ. И прашањето беше, на кое што ниту премиерот, ниту некој одговори, зошто другите поднесуваат оставка, а овие тројца функционери ги разрешува. За да некој го разрешите, треба или да не е исполнило врската која што му била дадена, како што и вие констатиравте, дали се работи од принципи, но не станува овде збор за принципи. Зошто? Затоа што разрешува функционери кои што можеби да се запрашаме, но нема кој да ни одговори. Зошто? Затоа што овој министер пред само неколку месеци излезе со ставот дека има информации дека државата ќе треба да плати 20 милиони евра обештетување за раскинување на договорот за клиничкиот центар. Исто така имаме штета која што треба да се плати и за клиничкиот центар во Штип. Дали ова се причините кои што не му биле исполнети, односно не биле зацкриени, а премиерот сакал да ги зацкрие, за да не може македонската јавност да дојде до вистината што се случувало. Дали премиерот, ако веќе зборуваме за принципи, дали премиерот ќе го разреши правниот тим кој што го советувал тогаш и му тврдел дека во договорот нема клаузула дека оваа фирма ќе побара оштетно побарување, односно државата ќе плаќа пенали. Дали овој правен тим кој што го советувал тогашниот министер, бидејќи тогаш не бил министерот кој што сега го разрешува, го советувал така и ќе сноси лична одговорност. Односно, овој правен тим заедно со тогашниот министер, не сега тој што го разрешува, ќе ја сноси одговорноста да ја надомести штетата, за да не трпи штета буџетот на Република Македонија. И зошто, еве, премиерот има можност да на лекарите денес, во текот на денешниот ден, им беше исплатена платата. Се уште немаат исплатена плата. И не може да се носи на тоа дека единствено министерот бил виновен, зашто во фондот за здравствено осигурување бил паднат системот. Па таму има директор во овој фонд за здравствено осигурување, каде што можеше или можеби и се случија многу пропусти и дубари кои што можат доправа да излегуваат и да имаме катастрофални последици по однос на податоците кои што тие ги носат и ги превземаат за сите пациенти. Затоа разрешувањето е лично од политички цели и партиски калкулации.